председателе, на кој член од деловникот се повикувате кога велите дека не е дозволен говор на телото? Говор на тело е дозволен. На кој став се повикувате? Да, ама не ми мафтајте со рака, тоа не дозволено никој да ми мафта со рака. Ама не е тоа вам, не ви мафта. Имате збор да зборите за изразува. точката, повелете. Борете. Ворете така. Сега сум хендикепирана да ви кажам. Не бидете индикепирани, имате збор, продолжите, зборете, ви тече времето. Неколку дена дебатираме и сега знам зошто буџетот во најголем број парламенти се носи со двотретинско мнозинство. Мнозина од вас повикуваа на консензус и консензусот се секогаш во интерес на граѓаните. Значи, буџет не се носи со октроирање. Се работи за една од најважните надлежности на собранието, се работи за еден од најважните акти на собранието, не на владата, и затоа зачудена сум кога пратениците од власта се обраќаат кон пратениците од опозицијата, а не кон заменик министерот, односно, а не кон владата. Да подсетам, многу влади паднале на гласање на буџетот. Многу влади бараат или да се усвои буџетот, или велат дека ќе поднесат оставка. Ве молам, господинот Минов, да го замолчите. Значи, ребалансот за кој што зборуваме е во тесна врска со претходните два, но исто така и со новиот буџет и представува своевиден мост меѓу 2020 и 2021 година. Слушаме исто така најави од господинот Беџети за 5 или 6 пакет на мерки, иако се уште, не Беџети го рече, за економија, иако значи 4-тиот пакет се уште не сме го усвоиле. Што сакам да кажам? Факт е дека... Нито е Беџети, Бектеши. И се извинувам, на Бектеши мислам. мислам. Затоа што да се формулате извинувам. го кажам ним. На Бектеши се извинувам. Значи, 4-тиот пакет економски мерки се надоврзува на 3 претходни и цели, како што многу пати повторувате со право, да доведе до нормализација на економијата, понатаму да доведе до помош на најфрагилните категории и се разбира да направи чекор напред во битката со COVID-19. Но резултатот на 4-тиот исто така зависи и од резултатите од претходните. Некои од мерките се старо нови, некои се нови. Јас се разбира, кога не се работи за област што ми е специјалност, се консултирам со економисти, а и со заменик министерот, и тие ми откриваат дека од оние 550 милиони евра во вториот и во третиот, во претходните, пакети, реализирани се нешто помалку од 200 милиони. Заклучокот економски е, како што советуваат тие, дека тоа го става на тест капацитетот на планирањето или пак имплементирањето на собствените мерки од страна на владата. Се поставува прашањето што ако истава приказна се повтори и со 4-тиот пакет на мерки. Згора од нив слушам дека ако имаме дефицит, не сакам да употребам збор дупка или геп или како сакате, иако не знам дали е во ред и ова англицизирањето на јазикот, од 920 милиони евра, тогаш прашањето е што со поддршката нужна од 470 милиони евра, односно дали тоа ќе треба да се обезбедува повторно од заеми,
Се разбира, тука не можам да не се ослободам од цитатот на колешката Рашела Мизрахи, која го цитираше премиерот за буџетот како лист хартија во отсуство на пари. Значи, моето прашање е дали и овој пакет ќе ја доживее судбината на претходните, нецелосно реализирање или голема нереализација, за неја се разбира не зборуваме. Значи, кога ќе се реализираат евентуално мерките, во кои пратениците од власта честопати се колнат, не баре понекогаш ми заликува кога еден од пратениците кажува што рекол и што ветил премиерот, не лутете ми се, ама тоа ми личи на односот во Кина кон Мао Цетунг за време на културната револуција. Сите одеа по улиците и читаа што кажал големиот мислител и веруваа дека кажаното сигурно ќе се реализира. Згора, овие експертите дури ми велат, затоа се посоветував и со заменик министерот, дека многу од овие мерки не ќе можат да почнат да се реализираат дури на почетокот на јануари. Добро, за тоа ќе ми одговори заменик министерот, а не вие, бидејќи од вас не барам одговор. Јас и се обраќам на владата. Понатаму, еве да кажам дека своевиден тест беше неделата без ДДВ, зошто за слична ваква мерка, која што е предвидена во долгата листа на мерки, и сега јас се прашувам дали повторно ќе го менуваме законот за ДДВ и сега наместо 10, 11 и 12 повторно ќе пишуваме некои термини. Да подсетам како правник. Законите важат кон сите и имаат неограничено правно дејство. Ако правите исклучоци, тие можат единствено да бидат во преодни и завршни одредби. Не велам, меѓутоа некои од критичарите велат дека не само што е ова момент за да зборуваме за пост-ковид однос, или ако сакате за завршување на ерата на COVID-19, туку дека дури може да ни се заканува и рецесија. Околу долгот од 60%. Јас еднаш реков, не сум економистка, но убаво ја знам од уставно правен аспект така наречената финансиска клаузула, имено сите членки на ЕУ, на барање на Германија, мораа во уставите да напишат дека нема да дозволат поголем долг од 60%, бидејќи тоа е влегување во неизвестна зона, дека тоа го редуцира или го проблематизира кредитниот рейтинг и способност и дека се разбира мора да се размислува на ова. Факт е докажано дека ако имате добра економија, ако имате демократски политички систем, ако имате добар здравствен систем, дури и при закана со вакви тешки пандемии, вашиот имунитет е силен. Или, да кажам дека, ситуацијата на решавање на кризата во голема степен зборува за имунитетот економски, демократски и здравствен на една држава. Се разбира дека во најголема мерка, тука јас имам проблем, бидејќи кога се зборува за вработувања, не се зборува за постојани, туку најчесто за ad-hoc, и јас се уште сум под импресија на оние именувања во разни регулаторни тела, агенции и така натамо, бидејќи стручноста и компетентноста не беа водилката во нивното конституирање. Токму затоа мислам дека треба да имате разбирање, како што господинот лекар изрази разбирање за неговиот колега, кон оној предлог
на опозицијата, која не е непријател, туку е ваш партнер, за стручна и компетентна комисија. Невообичаено ќе се согласите е председател на комисија за заштита од заразни болести да зборува повеќе за казни одошто за лекови. Признавам, ние пратениците, особено кои не сме економисти, сме хендикепирани, меѓутоа, ако го отворевме процесот на расправата за представниците на стопанските комори, синдикатите, стручната и научната јавност, која јас морав приватно да ја консултирам, врвните неколку тинк-тенкови во Македонија, тие ќе беа легитимни евалуатори на ефектите од првите 3 пакети и нивната евалуација ќе беше вреден критички ориентир за нас, пратениците, во однос кон предлогот, но исто така и во процесот на одлучувањето. Еве и денеска се соочивме со различни бројки и јас имам дилема. Дали да ја прифатам бројката од 46.000, која е официјална, или пак бројката која исто така е официјална од 6-7.000, меѓутоа нешто што значи политичкиот пазар е актуелен и ќе се согласам дека тогаш нешто е труло во земјава македонска. Понатаму, веќе неколку пати реагирав, ако ние им даваме на кандидати по 15 години уште една шанса за да станат научници, тогаш директно ги гониме оние со магистратури и докторати, бидејќи, верувајте ми, некои од луѓето кои се вдомени дури и во научните институции, само по моделот на Нушич, она ДР, ако се сеќавате, може да станат доктори. Кога го читам буџетот и учам се разбира, имам дилеми околу некои решенија, бидејќи ако првиот став ме убедува дека е потребен, тогаш гледам дека во другите како да има противречни димензии. Еве, за да не зборувам напамет, само ќе ви прочитам некои. Например, ако во предлог ребалансот на буџетот за јавен ред и мир се планирани 16,174 милиони денари, тоа е намалување од 1,12% во износ од 183.310.000 денари, и веднаш потоа следи дека најголеми се постојат се вели дека се намалуваат категориите полициски услуги за толку и толку, казнено поправни установи за толку и толку, да не читам 97.215, и сега јас си велам, ако им дадовте додатни задолженија на полицајците по улиците, па дури и за малку без судска одлука ќе можеа да влегуваат во нашите домови, тогаш нешто е овде противречно. Понатаму, животната средина. Сите знаеме дека загадената животна средина, заедно со COVID-19, директно, и ако сакате, со власт која има проблеми во менаџирањето, представува вистински бермудски триаголник или, ако сакате, молотов коктел. Како тогаш е доволно да се напише следново, дека за функцијата заштита на животната средина, значи, има во категорија се зголемува во категоријата зголемување, односно за намалување на загадувањето за 64,50% или во 123.852.000 денари, одеднаш следи намалување за категоријата управување со отпадоци за 86,91 и така натаму. Овој проблем беше хроничен, акутен, многу се дискутираше и јас се надевам дека ќе најдете решение за него. Значи, сите, ако ги читам натамо, кај сите ќе забележам една контрадикција. Се разбира,
мене она што ми е најважно е образованието. Тука се вели дека има зголемување на буџетските средства во износ од 27.033 милиони денари, 0,19, ништо. Најголемите измени дека се зголемувањето за други функции на образованието и помошни служби на образованието, а најголемо намалување има кај високото образование, мојата радост и мојата болка. Сега, видете, мислам дека неразделно од високото образование е следново. Кога зборуваме ние за капитални инвестиции, јас не можам да останам нема на она што го гледам пред мојот факултет, двата факултети недовршени, изгубени во времето, зборувам за Финки, зборувам за факултетот за физичка култура и проверив, значи во прашање се 1500 студенти. Таа карабина се разбира дека можела да влезе и во овој ребаланс на буџетот. Она што уште повеќе боде во очи, особено низ призма на програмата на СДСМ, е односот кон науката. Вака во планот за живот пишуваше: уште во првата година ќе го зголемиме буџетот за наука за 50%. Дека до крајот на мандатот за наука ќе издвојуваме меѓу 1 и 1,5% од бруто општествениот производ. Имав ретка прилика во организација на фондацијата Хумболт, и ние имаме хумболтовци, да знаете, неколкумина, и да разговарам на оваа тема, и тие во јавноста излегоа со една декларација како Македонија да го искористи научниот потенцијал наместо готов да им го подари на другите држави, а научниот потенцијал е развоен потенцијал со невидени домени и дострели, како што вели Тихон, дека нема нешто што е дури од умот е побрзи од светлината и поважен, документ во кој што се моли на некој начин, како за возилото болничко, дека е потребно барем да имаме, да почнеме со 1%, за да можеме да се качиме, да се прибереме до Шангајската листа и се разбира до науката како еден од најголемите мотори во евроинтеграцијата. Да продолжам. Значи, не смееме да се абстрахираме од фактот да не бројам во минатото, меѓутоа, од претходните мерки. Да, сега 70 милиони евра се наменети за помош на плати, но што стана со претходните пакети? Сетете се, многу од нив не стигнаа кај работниците, кај вработените, туку стигнаа кај работодавачите, а тие не им ги дадоа ним. Понатаму не ги видовме ние фирмите кои што имаа најголема потреба од помош да ги добијат средствата, туку напротив, средствата завршија кај некои големи фирми, за жал и блиски до власта. Кога се платежните картички во прашање, да, се разбира дека е за поздравување одвојувањето на 27,6 милиони евра, меѓутоа исто така, јас секогаш имам дилема околу статусот на еднократната помош како фактор на подобрување на социјалниот статус и мислам дека и тука се потребни промени. Да не заборавиме, кога се споредуваме, речиси 500.000 луѓе се сиромашни. Разликата меѓу богатите и сиромашните во нашата држава е една од најголемите во светот. Да имате Джини индекс од 35%, а да зборувате за еднакво си повеќе, ми се чини, е навистина спорно. Велите дека имало, ние велиме дека нема доволно капитални инвестиции, ни за многу од дискутантите рекоа дека
е прекус периодот, дека нашиот New Deal ќе започне неколку месеци потоа, меѓутоа, и јас велам, не ВМРО ДПМН, туку ММФ укажува на ова. Сите што се економисти, а овде чув брилјантни економисти, знаат дека New Deal и она што го направил Рузвелт се учи на факултетите. И тука нема дали е погоден или непогоден моментот. Штом почнете било кога, Димитар Ковачевски, заменик министер, реплика. чекајте, Довршете ја мислата. значи инфраструктурата е секогаш неопходна и таа ќе развие основа за нови работни места. Последната реченица, односот на власта кон сево ова се виде деновиве. Знаете што? Бесплатно да се тестирате како министри и тоа министерот Филипче да го карактеризира како логично и нормално е спротивно на членот 9, ама и спротивно од Уставот, ама и спротивно на етиката. Ние купуваме маски со 18% ДДВ, кога ќе воведете бесплатни тестови за вработените во здравствените институции, но и за најсиромашните, ќе можеме да зборуваме дека имаме разбирање за нив. Благодарам. Илира